Седнати на конференцијска маса како со председатели, овој пат со раперите кои се најактивни од Битола. Добро дојдовте во Плеаут. Сите поединечно нема да ве прашам, ама добро. Да почнеме со Сајферот, кој што е нешто најново кое сите вие се здруживте и го извадовте. Ајде ќе почнем од тебе, кажи ми колку време го припремавте овој Сајфер? Па вака, како првен Сајферот му текна како идеја на Бертини. Го спремавме околу 2 недели, 3 да речеме, пошто имаше некој проблем со техниката. И така се договоривме во меѓувреме, беше тоа за спото, да направиме спот. И може еден месец така фате со спот, со аудио снимањето. И така. Бертини ми го најави во претходното интервју Сајферот, каже дека ќе следуваат многу други проекти од тебе. Ти се потпишуваш на овој Сајфер и како аудиопродуцент. Не се случија некои технички проблеми, ајде кажи ми нешто околу тоа. Па вака, да, значи на минатото интервју имав кажано дека ќе следува Сајфер, тоа се исполни. Првиот Сајфер се сними може пред 2 месеци, тоа беше, така нешто беше и за жал ми се расипа компјутерот, имав некои проблеми, имав технички проблеми. После преснимавме и така, видеото го направивме и тоа. Кажи ми колку беше тешко, ете имаше неколку гласови тука кои се различни во интензитет, во боја. Колку беше тешко од твоја страна да ги сработи сите тие да звучат толку убаво колку ќе звучат? Па си ја знаеме работа како не беше баш многу тешко, да ти кажам искрено, пошто рап музика работиме и знаеме како стојат работите. И тоа е тоа. Дома него е и Филип Шејди. Се појавуваш во овој Сајфер по подолго време, мислам дека имаш направена некоја кратка пауза. Како е на твој план, како стои со работата од твоја страна? Фамилиарен човек со жена и дете. На индивидуален план за сега неам ништо. Тоа е причина за тоа што не работиш дека фамилиарен човек или? Па не. Неам доволно време. Слабо со време. Со Бертини планираме микстейп. Во изработка е моментално и така. Генго, брате, добре дојдев ти по не знам кој пат тука кај нас во Плеаут. Кажи ми за твојот дел, ајде околу текстот тебе ќе те прашам, како ги создававте темите? Се договоривте сами да соработувате за темите, да се договорите или индивидуално секој по своја желба пишеш? Па предноста на Сајферот вака како проект е интересно што е презент на техничките способности, значи на артистите и дозволува голема слобода кај што може да се истакнат сите тие вештини што ги имат артистите посебно и не бара некој голем напор на одредена тема да се работи, туку баш е онака по-опуштена тема кај што можеме и поќе така на мајтап што се вика да го направиме, а да биде сепак сериозно. Значи тој иде некако во превод сериозно се зафркавам. До тебе музички критичар, така ќе го наречам, пред да почне ова интервју, ми кажа дека сите песни кои вие ги снимате врват прво кај него, па потоа се пуштат во етер да ги провери дали се е во ред. Кажи ми за овој Сајфер, која беше твојата оценка? Супер, за сега имаше појќе спотои, сите спотои беа супер, значи сите спотои ме бендиса за сега, ама овој Сајфер беше последниот што епте ме изненади, значи сум фан нивни секогаш, посебно за Коста да речам, секогаш сум со него за се, а последниот Сајфер беше вистина епте ме изненади. Не очекував нешто може ќе биде како претходните, ама овој Сајфер беше значи нешто ниво многу појќе, се надевам дека и сигурно ќе биде многу појќе, ќе биде во Битола. Се надевам и ние дека ќе има уште подобри Сајфери. Коста, сакам да те прашам, пребарувајќи низ интернет најдов на неколку Сајфери кои се изведуваат во живо. Вашиот е снимен. Зошто се одлучивте на снимена верзија, зошто не во живо? Па, зошто не во живо? Мислам поинтересно, во живо. Да поќе работа на Бертини да му дајте. Па, како мислиш, во живо, во смисла аудиото или видеото? Живо видео, one take, значи оди снима, проверив такви Сајфери, затоа да спонтано. Прашав зашто не се одлучивте на таков Сајфер. Па и така е снимено ова, значи, мислам со еден кадар до 2 кадри. Значи снимено, one shot. Значи со еден удар е снимено. Ако мислите са на фристайл, да не беше ова на фристайл, значи го направивме, го изработивме како песна, Сајфер, значи спој на повеќе MC-а. Си ги изразивме сите индивидуално вештините, јас и Тони како звукот од југот и сите останати, значи
испадна добро прифатено, нешто направивме поразлично, значи мислам дека во Македонија ова е прво, вака до сега нема никој направено ваков сайфер. Може има во западните земји, во другите има, ама мислам дека кај нас дека ова е нешто уникатно, мислам дека со тоа ќе бидеме препознатливи, тоа ќе вроди со плод на некој начин. Ти си еден од најстарите рапери, да речеме, од Битола, кој долго време обстана и не се откаже од ова наша сцена. Веќе долго време работиш и правиш проекти, се трудиш да ја држиш на нозе битолската хип-хоп сцена. Кажи ми што да очекуваме следно од тебе, бидејќи мислам дека и најмногу очекуваме од тебе. Па вака, да. Значи јас сум еден од постарите, може да се каже, значи 14 години кај што снимам, кај што имам настапи, претходно со поранешните екипи. Сега значи следно наредно заедно со мојот човек Дон Тонива спремаме албум како Звукот од југот, треба да го очекуваат ова лето сигурно ќе излези, очекуваме 2 видеозаписи. Ете, сега ќе открием, значи едниот видеозапис ќе биде за една песна Нова диаспора. Кога излези, значи ќе се испромовира тоа. Исто така, постем тоа, кога ќе се среди, значи нашиот албум на Звукот од југот, ќе се снимеме индивидуално, исто така си работиме како индивидуалци, јас и Дон Тонива. Исто да кажам, значи, ова екипа што сме собрани на овај сайфер, тука нема да застаниме, ќе снимаме и понатаму, сакаме да некако да се обединиме, цела битолска, од обединети сме посилни, појака енергијата и не планираме само Битола, планираме значи низ цела Македонија да наманиме на како турнеја и тоа е тоа да му покажеме дека рапот во Битола не е мртов, дека седур сме ние тука, седур нашите амбиции се на високо ниво и Битола ќе биде на високо ниво. Како стои битолската сцена со млади и нови артисти? Дали излегуваат некои такви надежди? Па да, секогаш има, значи за разлика од порано нема толку сега со оглед на тоа што е паднат малце градо, ама има неколку нови групи што стварно мене кои слушнав ми се бендисаја. Мислам дека Битола има добра иднина, дека ќе биде. Значи, не треба да се секираме за иднината на рапот во Битола, има добри, ама мислам, се плашам тоа да не е само сезонски филм онака во кој што ќе снимат еден период, па после ќе ги снема. Или па да влезат во смисол само за слава, дека рапот е пример актуелен еден период, па ајде ние ќе бидеме рапери, доколку значи не паднат на таа фора и ако останат ќе биде нешто од нив, ќе има добра иднина како за самите групи, така и за рапот во Битола. Така мислам. И Генго сакам тука да го прашам додека сме кај младите. Многу млади сакаат да почнат, ама не знаат како да постапат. Значи не знаат кој е начинот на создавање на песна. Дали можеби кај вас ќе се обратат некои млади кои би му сугерирале како да постапат со да пишат текст, да создадат матрица и натаму да снимат. Доколку има такви, дали би му излегле во пресред со ваша помош? Да, сигурно. И секогаш сум отворен за соработка и со помладите групи, и со поддржување на истите кои исто како и ние некогаш почнуваат од негде, сите мора од негде да почнеме. И нормално е тој почеток е тежок. Секогаш од аспект на тие, да речем, вложувања, самиот труд и самите, да речем, средства што треба да ги вложат, но љубовта мора да преовлада кон музиката, општо. И секогаш би излегол во пресред, значи на помладите групи и можам да сугерирам дека секогаш треба да го прат онака како што го осеќаат внатре, значи да ги избегнат тие правци на да се збора нешто од филм или од некои други побуди, туку да пробат едноставно да се пронајдат себе си, кај се тие уствари во музиката и што сакат тие од неа, за да можат да стигнат до некое ниво за да оформат некаков карактер. И кога ќе оформат некаков карактер, ќе знаат уствари тие кои се во тој правец. Да. И за крај, Бертини, сакам тебе да те прашам како водич на цел овој проект. Ми најави дека ќе следува уште еден сайфер. Дали можеби ќе ни откриеш кој ексклузивно кои ќе бидат следните кои ќе го изведат тој сайфер? За жал нема да ви откриам, тоа ќе биде во тајност, сакам изненадување да биде. Во план и вториот сайфер. Првиот, значи да му се заблагодарам на дечките тука што се Коста, Генго, Шейди, Тони и Аличо кој не е моментално тука, да го поздравим и него. Поздрав до Аличо. Исто така. Дечките супер беа, значи ми ја прифатија понудата и се оствари на еден начин. За видеопродукцијата се погрижи Сашо, Паркет и Дејан. За аудиопродукцијата јас исто така.
имавме добра соработка, се надевам дека понатаму ќе продолжиме и тоа е тоа. Каква е соработката со Сашо? Со Сашо? Одлично. На високо ниво. На високо ниво. Добро. Тука јас ќе ви се заблагодарам за учеството, ќе ви посакам уште многу вакви успешни проекти и се поуспешни да бидите и се почесто да ни бидите гости во емисија. Благодарение до Мега телевизија, до емисијата Play Out, што не поддржувате, што не промовирате, значи респект, поштовање, тоа е тоа. Битолчани сме, треба да се поддржуваме, јас мислам, фала многу сепак за интервјуто. Фала ви што работите за да има ние емисии да правиме.